Во претходната епизода гледавте. Сега немам време ова да го поминуваме се од почеток. Во претходната епизода зборувавме за граѓанските енергетски заедници и нивните бенефити за општеството. Ако ве интересира повеќе за тоа, можете да го погледнете тука. Тука? Тука. Добро, како ќе го кликнат ова луѓе во што гледаат телевизија? Директивите на ЕУ од 2021 година силно форсираат за формирањето на енергетски задруги. Во Македонија, од октомври 2023 година, со новиот закон за енергија, се предвидени и енергетските задруги како посебна форма на регулирано производство и користење на електрична енергија од страна на граѓаните. Според законот, енергетската задруга може да се формира со 5 физички лица: мама, тато, вујко, чичо и, да речеме, стрико. И овие лица може да направат два типа на заедници: стамбени или урбани заедници и рурални заедници. Меѓутоа, за подобро да ги разбереме овие заедници, ќе треба да прашаме некој многу попаметен од мене да ни го објасни ова. Овие потрошувачи и производители на енергија треба соодветно да бидат правно поддржани и признаени. Основен проблем тука се, например, во нашиот контекст, енергетските заедници. За нив и моментално не постои соодветна правна поддршка. Во моментот кога тие ќе бидат, овие колективни форми на потрошувачка и производство, ќе бидат соодветно признаени во правниот систем, ќе можеме да видиме нивен развој. Но не само енергетските заедници, зборуваме и за индивидуалните производители на енергија. И за нив е потребна соодветна правна заштита и правно признавање во системот за тие да можат да бидат еднакви учесници како и големите производители на енергија. Клучна улога во енергетската револуција имаат просумерите. За да не се буните како мене, не станува збор за луѓе кои го посветуваат животот на купување парчиња од новата пролетна колекција од Зара. Просумери или потрошувач производител е лице, во заграда физичко или правно, кој има инсталирано фотонапонски систем во заграда постројка за производство на електрична енергија за задоволување на сопствените потреби на електрична енергија. И кој во часови кога има поголема производство на електрична енергија од сопствената моментална потрошувачка, вишокот на произведена електрична енергија го предава во дистрибутивната мрежа. Сериозни сте со текстот? На овој начин тие успеваат да инвестираат во обновливи извори, градат еколошки одржлива инфраструктура, создаваат работни места и не се сеќавам дали спомнавме, ја стимулираат праведната енергетска транзиција. Сепак тоа е еден од главните приоритети. За поддршка на прозумерите или активните потрошувачи во енергетскиот сектор се потребни барем 4 основни мерки. Како прво, инфраструктурни. Тоа подразбира дека се обезбедени основните услови да тие потрошувачи, тоест производители на енергија, можат енергијата што ја произведуваат да ја вратат назад во системот. Ние знаеме многу примери каде што самата дистрибуцијска компанија не е во можност да ја прими таа екстра енергија и се чека долго време на листа. Значи, таа енергија не се враќа назад во системот. Втора многу важна мерка е економската. Се разбира, овие прозумери, производители на енергија, мора соодветно да бидат поддржани во економска смисла. Тоа значи енергијата која што произведуваат да биде признаена, да биде соодветно наградена со цена која што ќе биде за нив економски исплатлива. Освен овие инфраструктурни и економски мерки, многу важни се социјалните мерки. Тоа значи дека прозумерите не треба да бидат само оние кои што можат од разни причини, по разни побуди, да се само побогатите или оние што се поактивни во енергетскиот систем.
Прозумерите треба да бидат и оние кои што не се толку застапени во смисла на обштествени класи, категории на граѓани што не се толку активни. Значи, ова беше толку комплицирана епизода, или поточно епизоди. Искрено, после сите овие информации кои поминаа во 2 епизоди, не знам што уште да ви кажам. На крајот на криштата, битно е да почнеме да се ориентираме кон граѓански енергетски заедници. Ти мислиш, наше мало епизоди снимаме овде, а? Ако не утридала да почнеме да ги делиме, да